Почитувани, најавата на ВМРО-ДПМН дека ќе го блокира предлог законот за поништување на лустрацијата е само уште еден доказ дека во оваа партија ништо не е променето. Наместо да се оградат, Христијан Мицковски и дел од претениците на ВМРО-ДПМН ги бранат бруталните злоупотреби на процесот на лустрација, зад кои се криеше политичка и криминално мотивирана фамилија на режимот. На ниту еден можен начин ВМРО-ДПМН и Христијан Мицковски не се дистанцираат од грешките и злоделата на Никола Груевски, туку напротив ги штитат, ги бранат и ги чуваат. Ова е најдобар доказ дека Груевски му е шеф на Мицковски и дека тоа е истото нереформирано режимско ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН ја злоупотреби лустрацијата за политички, партиски, па дури и за лични цели. Тоа можевме да го слушнеме и во прислушкуваните материјали, каде високи функционери на ВМРО-ДПМН, меѓу кои Милошевски, Јанкуловска, Груевски, си нарачуваа лустрации согласно нивните желби. Бруталната пресметка со неистомислениците и кршење на законот за лустрација, кој свесно ги спроведуваше ВМРО-ДПМН и фамилијата, се срамни и недозволиви и таа неправда мора да биде исправена. Целта на овој предлог закон, кој ВМРО-ДПМН најавува дека ќе го блокира, е токму тоа – исправување на нанесената неправда. Со новото предложено решение се пристапува кон отстранување на штетните последици по лицата кои беа жртви на овие постапки пред Комисијата за верификација на факти пред надлежните судски органи и за оштетените лица од наведените акти и действија е предвиден надомест и на штетата. На овој начин се заокружува правната рамка како стратешка цел на реформата во правосудството во однос на обезбедување на независност и непристрасност и владење на правото. ВМРО-ДПМН е на страната на неправдата, а СДСМ се бори за правда и правичност. Благодарам.